Некои болки едноставно не се мерат со зборови. За некои болки едноставно нема доволно зборови. Па така денес, една година по кубниот 16.3 и трагедијата во Кочани, на Инстаграм се огласи сопругата на Андреј од ДНК. Објави заедничка фотографија со него на Инстаграм стори и напиша: најдолгата година. Наталија изгуби премногу, а уште повеќе изгуби нејзината ќерка Јана, која остана без татко. Токму затоа мисија на Наталија е да даде се што е во нејзина моќ за да биде силна за неа. Па така таа се труди на секој можен начин да ја расположи својата малечка и на почетокот од месец март ја одведе во Леголенд, Германија, за да ја покаже дека животот мора да продолжи. А тато за секогаш ќе остане нејзин ангел кој ќе ја чува од небото. Музичката група The Pussycat Dolls беше популарна во 2000-тите, а ја освои поп сцената со хитовите Buttons, Doncha и I Don't Need a Man. Нивните песни се уште се популарни денес, па затоа не изненадувачки што оваа музичка група одлучи да ги оживе носталгичните спомени на некои фанови ширум светот. Сепак групата нема да биде во целосен состав, туку ќе се појави како трио за жал. Никол Шерзингер, Ешли Робертс и Кимберли Вајт се враќаат со нов сингл Club Song, а почетокот на нивната светска турнеја е најавен за јуни. Веста ја објавија на сите социјални мрежи, а жешки снимки се појавија на Инстаграм најавувајќи ја нивната турнеја. Дамите позираа во разни комбинации од латекс, а нивните витки фигури се уште ги красат. Скопската арена Борис Трајковски синоќа беше исполнета со емоции и носталгија за некои безвременски хитови на заедничкиот концерт на хрватските музички ѕвезди Дорис Драговиќ и Петар Грашо. Вечерта, најавена под мотото "Една вечер, две ѕвезди", донесе вистински музички спектакл во кој се испреплетоа различни генерации и песни што со децении и се драги на регионалната публика. Концертната вечер ја отвори Дорис Драговиќ, која веднаш воспостави топол контакт со присутните во салата. Со насмевка и благодарност за пречекот, таа се обрати на публиката. Ова се нарекува топол пречек. Ви благодарам од срце. Ви благодарам за ваквиот пречек, бидејќи по толку години што не сум била тука, човек се прашува како ќе биде. Во меѓувреме се родија нови генерации, дојде нова младост и токму затоа уште повеќе ви благодарам што сте тука. Пејте со нас, ви благодарам многу, рече Драговиќ. По враќањето, таа ја изведе песната "Селим ти ја" од 97 година, а веднаш потоа следеше и "Дук" од 2000 година. Во текот на настапот Драговиќ постојано комуницираше со публиката, се движеше по сцената и често пееше сосема блиску до своите обожаватели во првите редови. Со својот препознатлив шарм и ведрина, таа во еден момент не се шега им порача на присутните: "Не знам како е кај вас, но јас сум многу млада. Танцувам низ светот затоа што сум млада. Јас сум млада веќе 64 години." Нејзината младолика енергија се чувствуваше низ целата арена, а публиката ја следеше од песна во песна. Посебно разиграна атмосфера се создаде кога Драговиќ го изведе својот хит "Петак", кој во изминатата година повторно стана популарен меѓу помладата публика откако се прошири на платформата TikTok. Една битка по друга е прогласен за најдобар филм на годинешното доделување на Оскарите и освои дури 6 награди, од кои 3 отидоа кај неговиот автор Пол Томас Андерсон, еден од најзначајните современи режисери, кој беше награден како продуцент, режисер и сценарист на филмот. Го напишав овој филм за моите деца, да се извинам за нередот што го оставивме на овој свет, што им го предаваме на нив. Се надевам дека тие ќе бидат генерацијата која ќе донесе малку здрав разум и пристојност.
Нашиот филм очигледно има одредена паралела со она што се случува во вестите секој ден и го одразува она што се случува во светот во однос на тоа каде оди, рече Андерсон, алудирајќи на поделената политичка клима во САД и антиимиграцијските чувства. Шон Пен освои Оскар за најдобра машка споредна улога во победничкиот филм Една битка по друга, а овој филм беше награден и во новата категорија за најдобар кастинг.